За некого омилена тема, за некого не. 10 минути имаме нешто повеќе, 11. Темата е фудбалски клуб Вардар. Македонскиот синоним за фудбалот е таму каде што припаѓа, со победа во баражот. ФК Вардар, најтрофејната македонска фудбалска екипа, односно клуб, се врати во прволигашката конкуренција. Посакуваме и се надеваме дека ќе успее да се справи со предизвикот и да остане и да опстане во првата лига, и веќе овие сцени кои што ги гледавме да не се случуваат, не затоа што не беа сцени за случување, туку затоа што Вардар заслужува многу повеќе. Ова утро во Македонија наутро се двајца представници на црната боја. Тоа се Филип Гачевски, голманот на фудбалскиот клуб Вардар, и Трајче Стојковски, кој што е тренер на кадетите. Ке кажеме само дека кадетите се победници во купот. Честитки за успехот. Многу среќа и успехи понатаму во работата. Ке почнеме со Филип. Имаме инсерти од она што се случуваше во Кавадарци. Ден по надпреварот бев на емисија и најавата беше: не знаеме дали да плачеме или да се радуваме затоа што Вардар се врати во првата лига. Така е, така е. Стварно биле со многу големи емоции, затоа што нормално сите знаевме што направивме, затоа што отидовме мош по најтежиот пат во Вардарова историја, али на крајева нам успеел таа голема победа, тоа враќање Вардар таму што каде припаѓа, и едноставно пак ќе кажам за мене лично, затоа што бев и Европа лиг и сега тај бараж, за мене лично тоа е една измед најголеми победи во моја кариера. Карактеристично е за спортистите малите победи да ги карактеризираат како најголеми. Меѓутоа, оваа победа не беше само победа на спортскиот терен, туку беше и победа на многу други нивоа. Може ли да ни ја опишеш голготата низ која што поминуваше Вардар? Кажа, беше дел од екипата што беше во групите во Лига Европа. За многу кратко време Вардар падна во бездната и еве го полека Фениксот повторно се враќа. Да. Едноставно не знам кај да почнам, але стварно толку тежок период поминавме ние фудбалери, тренери и сите, од физиотерапеути, економија. Едноставно некој да не гледа од страна ќе помисли дека тие стварно се луди, али позитивно луди, затоа што мислам дека едноставно се вклопивме, направивме една толку јака атмосфера, хемија што не држала, и таа хемија поврзавме со навивачи, и едноставно тоа беше тој успех зашто успеевме да победиме. Како што викате, беше стварно многу тешко и немаме толку време да ви кажам што се све случуваше, але едноставно не сакам на најголем душман да посакувам такво нешто како ние што го преживувавме. Не се работи за финансискиот момент, се работи и за финансискиот момент, затоа што вие сте зрели луѓе и треба да добивате средства за тоа што го работите. Меѓутоа, тука станува збор за нешто многу повеќе. Станува збор за дезорганизација, станува збор за маргинализирање на најголемиот македонски фудбалски бренд, станува збор за нешто што не би посакале да му се случи никому. Така е. За да не му се случи никому и за да не му се случи на Вардар повторно, треба да работи младинската школа, треба да продуцира играчи, треба Вардар да биде она што беше во минатото, а тоа е расадник на фудбалски кадри. Уште еднаш, значи, имаме инсерти од мечот во Кавадарци, не е лошо да ги видиме за време на овој разговор, и победата на Вардар против Скопје од 3:0 и пласманот во првата лига, враќањето во првата лига. Трајче Стојковски не почека малку на почетокот да го дадеме воведот со Гачевски. Еве изворно што значи за Вардар да биде победник во кадетскиот куп. Дали е тоа искрена надеж за понатаму? Секако дека е надеж, затоа што со тоа се гледа дека има нова една генерација која што чука на вратата на првата екипа, и се надевам дека еден ден од тие момци, од тие дечки ќе бидат костурот на Вардаровиот тим. Мислам дека дечките беа одлични, го заслужија пехарот со максимална работа, со максимална посветеност, и затоа и многу од нив
се више во првата екипа на Вардар, а многу од нив и чукаат на вратата на првата екипа на Вардар. Тешко е да прашаш тренер кој што ги тренира своите играчи, да го прашаш каков е нивниот квалитет. Односно, не е тешко, лесно е. Ќе те прашаме, каков ќе биде одговорот? Па јас сегаш ќе кажам за моите играчи дека се најдобри и мислам дека има многу потенцијал во нив. Првенствено е многу битно дека се добри дечки, воспитани, што е најбитно за еден спортиста понатака да продолжи во правилен тек во кариерата. А какви се условите во кои што работат? Тешко прашање. Па условите... Ова е потешко од претходното. Ова е многу потешко. Условите се малце, да речам, подобри од првата екипа. Благодарение на координаторот Борче, кој што многу направи за овој период и многу е тешко. Професорот Борче Христовски. Професорот, така, да, поздрав и до него. Едноставно беше тешко, но се боревме, ги исплотивме деца, да ги убедивме дека ова е Вардар и дека Вардар ќе и преку трње и преку се ќе поминам, пак ќе биде најголем. Филип, дали се уште фудбалската фела и фудбалскиот свет во Македонија реагира исто на Вардар како некогаш? Некогаш Вардар беше страф и трепет за сите екипи. Без разлика која колку е квалитетна, кога ќе го прочитаа името Вардар, сите беа резигнирани, резервирани, со многу почит и достоинство се однесуваа со Вардар. Фудбалерите некогаш даваа се во животот за да играат за Вардар. Дали се уште е така? Да, така е. Сите знаеме што значи Вардар и нормално сите фудбалери еден ден сака да играат во Вардар. И јас лично го знам тој и сам гледам кога играме надпревари. На Вардар никој нема помага и дали е тоа албанска екипа или македонска екипа, сите го дават 200% само да се докажат и нормално да добијат 5 минут да одиграат во Вардар. Али едноставно, како што кажав, сите знаеме што значи Вардар и едноставно не сакам да навлагувам на тие работи, едноставно тие дечки што бевме сега, тие стварно заслужуваат тоа еден споменик со златни букви, затоа што вистинско доказали како се бори за црвено-црне боje. Вардар, како име, е синоним за сите успеси или за поголемиот дел од успесите, за најголемиот дел од успесите на македонскиот фудбал. Беше шампион на поранешната држава, учествуваше во групната фаза во Лигата на Европите, играше тогаш во купот на европските шампиони. Во македонската историја сме сведоци на фразата, олицетворение на фразата на комшијата да му умре козата. Меѓутоа во Вардар видовме и околу Вардар видовме една сплотеност која што не е карактеристична за нашите простори. Навивачите и играчите се сплотија, успеа да ја направат таа нераскинлива врска и да го одржат Вардар во живот. Дали играте за нив кога настапувате на зелениот терен? Да, нормално. Можам само да дам една голема благодарност до комити, затоа што едноставно они се били наш 12-ти фудбалер и едноставно сега ми е 8 сезона во Вардар и никогаш не бевме толку заедно како сега. И тоа е исто една, мислим, тоа е нихова една голема победа како наша, така да едноставно сите видовте што се случуваше во Кавадарци, не само во Македонија, се пренесува и по Хрватска, Словенија, Србија, секаде, по Балкан. Тоа што го направија комити, тоа стварно е за поклон до небо, тоа е едноставно така се сака клубот и едноставно сите знаеме дека Вардар е Македонија и кога ече тамо бисер балкански, тоа е ежење, едноставно мотивација за секој фудбалер да имаш такви навивачи. Видовме дел од снимките од она што се случуваше на прославата. Се надеваме дека ќе успее македонската телевизија да го регистрира овој успех на Вардар. Ќе се обидеме да направиме некој ТВ материјал кој што ќе остане запишан како Вардар чекореше во улога на Сизиф и ова да не се повтори веќе никогаш. Се разбира, спортските клубови во денешно време се
не се веќе државни проекти, државни продукти, туку работат малку поинаку, меѓутоа Вардар заслужува да биде во височините, заслужува да биде во елитата. Почнавме со Филип, ќе завршиме со Трајче. Што ќе им порачаш на младите фудбалери, што ќе им порачаш на оние што сакаат да дојдат во Вардар, на оние што веќе се во Вардар, како да се однесуваат со клубот, како да се однесуваат со црвената боја? Мислам дека тие што се веќе во Вардар знаат како е да се носи црвено-црвен дрес, дека тоа е светост во оваа држава. А мислам дека им препорачам на сите други деца и ова дека Вардар каде да е, Вардар е најголем и дека кога тогаш Вардар ќе дојде на тоа ниво кој што треба да е во школата, а и во ваква школа пак излегуваат деца кои што помагаат на првата екипа. Така да само ќе им препорачам на сите дека Вардар е Вардар и Вардар е, кој што рече Гача, Вардар е Македонија.